Богочовекот Христос воскреснува и со своето воскресение го отвара патот кон воскресението за целата човечка природа. Во неговото воскресение ние го имаме залогот и за нашето воскресение. Господ Исус Христос прв ја урна силата на смртта, а по него, како по почеток и првенец, несомнено ќе следува и целата човечка природа. Воскреснувајќи од мртвите, Господ Исус воскресението од мртви го направил задолжително за сите луѓе, и за добрите и за злите. По семоќното дејство на Богочовековото воскресение и неговата сила, сета човечка природа се наоѓа во власта на таа сила како исцелена од смртноста. И секој човек, бидејќи како човечко битие има учество во сеопштата човечка природа, мора да воскресне во последниот ден, но и по Христовото воскресение постои смрт во овој свет. Како пак тоа да се објасни? Да, смртта постои, но со благодатта на Богочовековото воскресение, таа за човековата природа престана да биде проклетство, ужас и страф, туку стана како привремен и минлив сон. Ние и сега умираме, вели свети Атанасий Велики, но не повеќе како осудени, туку како некои што ќе воскреснат. Го очекуваме општото воскресение, кое своевремено ќе го покаже Бог што го извршил и дарувал. Ние и сега умираме, изјавува свети Јован Златоуст, но не остануваме во смртта, а тоа не значи да се умре. Вистинска смрт е кога тој што умрел нема веќе можност да се врати во животот. Ако пак тој по смртта ќе оживее и при тоа ќе живее со подобар живот, тогаш тоа не е смрт, туку спасение. Дека Господ Исус навистина воскреснал и дека како вечно жив постојано делува, свети Атанасий Велики докажува и со неговото постојано влијание на моралниот препород на луѓето од сите народи. Зашто само жива личност, а не мртовец, може да делува и да има влијание на луѓето. Бидејќи Спасителот така влијае на луѓето и секојдневно секаде невидливо убедува многу луѓе да поверуваат во него и да се покоруваат на неговото учење, зарем потоа може некој да се посомнева дека Христовото воскресение било вистинито и дека Христос е жив или подобро дека тој е самиот живот? Во богослужбениот и литургиски живот на црквата, човек јасно осознава дека Богочовекот Христос со своето воскресение навистина го умртви гревот и ја победи смртта. И на целиот човечки род му подари се што може да подари Бог на љубовта и човеколюбието.